Знаете дека едно од централните изборни ветувања кои што ги дадов пред жителите пред се на општина Центар, но и се разбира пред граѓаните на Република Македонија, беше ревизијата на проектот Скопје 2014. Се разбира збором на сел оној дел кој што помина на некој начин низ општина Центар. Одлучив да ревизијата биде на 3 нивоа. Првото ниво е комисијата која што фактички од денеска почнува со работа. Тоа е комисија со дадени овластувања од страна на градоначалникот. Второто ниво се разбира ќе биде Државниот завод за ревизија. Јас во понеделник ќе упатам покана до Државниот завод за ревизија да влезе и да изврши ревизија на овој проект. И се разбира третото ниво ќе биде ревизија од страна на реномирана ревизорска куќа која што се разбира исто така ќе изврши увид во сето она што е направено поврзано со Скопје 2014. Сакам на самиот почеток да кажам дека комисијата која што јас ја формирам ќе биде предводена од еминентните стручњаци Сладјана Тасева и Драган Малиновски, поранешни председатели на антикорупцијската комисија. Се разбира, водев сметка да нема партиски решенија, туку да биде комисијата водена од луѓе кои што со својот авторитет, со своите достигнувања во оваа област гарантираат дека овој процес ќе биде, се разбира, фер и дека нема да има никаква пристрасност. Оно што сакам да кажам е дека според законот за спречување на корупција, според законот за локална самоуправа, според статутот на општина Центар и според моите овластувања што ги имам според тие закони, одлучив да формирам комисија која што ќе има достап до целокупната документација од проектот Скопје 2014, пак да подсетам во оној дел кој што е преку општина Центар реализиран. Потоа, она што е битно е да се каже дека оваа комисија има 90 дена за да на јавноста и го соопшти прелиминарниот извештај, а финалниот извештај според одлуката треба да биде готов за 6 месеци. Сакам да потенцирам нешто што е за мене многу битно, а тоа е дека ова воопшто не го правам поради некој политички реваншизам, туку го правиме затоа што сите како политички партии, како институции, барем декларативно се залагаме за транспарентност во нашето работење. И ќе завршам со зборот транспарентност, за да дадам збор потоа на Слагјан па на Драган, бијќи се тие од сега понатаму главни, не јас. Од овој момент сите информации ќе бидат достапни до заинтересираните институции, организации, новинари, граѓани, невладини организации. Значи нема да се работи како досега што се работело поврзано со овој проект на централно и на локално ниво, бијќи беше грубо прекршен законот за пристап до информации. Напротив, од денес кој сака да добие информација, ќе добие информација од комисијата, сите податоци ќе бидат достапни. Овде се всушност документите, ова е една мала соба во оваа трошна барака на општина Центар, меѓутоа токму овде лежат најголемиот број на документи од проектот Скопје 2014. Ова првенствено била канцеларија, односно кабинет на градоначалникот, дополнително преграден и ова е единствена соба, канцеларија во општината каде што има врата за излез од оваа просторија, другата се разбира сите влезови некои излези се преку централниот влез низ кој што вие влеговте. Јас исто слушав како и граѓаните за тоа дека помеѓу првиот, вториот, третиот круг се изнесуваат документи, меѓутоа јас не сум пипнал ништо од овие документи, можам само да предпоставам дали документацијата е комплетна или не, но токму затоа формираме комисија за ревизија која што ќе даде најдобар, најпрецизен одговор на вашето прашање. Дали има нерегуларности или регуларности? Јас ветив дека граѓаните ќе го добијат одговорот на кој начин се потрошени овие пари. На крајот на криштата тоа се пари, да подсетам на граѓаните, на општин Центар, на град Скопје и на Република Македонија. Во анкетите кои што ги правев, многу луѓе се против овој проект. Има се разбери сериозен процент луѓе кои што се за овој проект, меѓутоа 93% од граѓаните ја поддржаа одлуката да се направи ревизија. Пак ќе кажам, транспарентноста е исклучително битна и граѓаните не имаат право, туку мора да знаат како и на кој начин се трошат нивните пари. Иницијативата за измене и допълнение на деталниот урбанистички план. Измените се однесуваат и на локацијата спротив хотелот Бристол. Дали се предвидени стопирање на градежните активности на оваа локација? Таа локација е, за жал, како и објектот спротив таа локација, односно спротив хотел Бристол, под ингеренции на централната власт, бијќи е објект
од прва категорија, А категорија, меѓутоа токму затоа се бориме. Да подсетам, ние ги немаме игеренциите на тоа земјиште затоа што досегашното раководство воопшто не презело конкретен чекор да го направи она за што општина центар е квалификувана, тоа е да под своје управување го земе градежното земјиште. Јас докај ќе се борам да не се узурпира градежното земјиште, да не се сечат повеќе дрва, да подсетам дека откако ВМРО да помине на власт од Малиот ринг се отстранети 80% од зелениното во Малиот ринг.